Досега сме зборувале во тротоар за најразлични спортови, промотори сме на многу уметности, но она што навистина нам секогаш не радува е желбата на младите луѓе да се посветат на спортот, наместо на пороците да ги создадат здравите животни навики кои ќе им останат за цел живот. Ова последното го практикуваат младите од општина Аеродром кои спортуваат Джит Кундо во спортскиот центар Ново Лисиче. Комплетно новиот центар им дава можност на младите луѓе од оваа па и од другите општини во Скопје да се запознаат подобро со овој спорт и да ги совладаат техниките. Затоа ние решивме да ги посетиме на јаките македонци и да поразговараме со нивниот тренер Бојар Христовски кој ни откри колку години постои нивниот клуб и колку време се тренира оваа вештина во Македонија. Нашиот клуб постои веќе 6-та година, иначе оваа вештина се вежба во Македонија од прилика од 2000-та година, иначе произлегува многу стар клуб што постои може веќе повеќе од 20 години. Официјално под Джит Кундо, под светската лоза Джит Кундо ние влегуваме од 2005 година по доаѓањето на Роберт Промаковски, македонец кој живее долги години во Австралија, го носи принципот, официјално принципот на Джит Кундо во Македонија, кај нашиот тренер Ивица Алексовски, кој што се уште ние активно вежбаме. Заедно со Бојан работи и Златко Ралев, човекот кој им помага на сите заинтересирани да ги научат тајните на Джит Кундо. И бидејќи често спарингува со Бојан, го прашавме кој повеќе си го добива за време на тренингот. Да бидам искрен, тука сме некаде, ама он е малку постар од мене во клубот, така да може да се каже дека он малку појак. А за сите оние кои никогаш не слушнале, а сакаат да дознаат нешто повеќе, Бојан ни објасни всушност каква е оваа боречка вештина. Тоа е таков концепт да има примеси од кикбокс, бокс, тајландски бокс, бразилско џиу-џицу, джудо, филипино кали, работиме со ескрими, тие се долги стапчиња, со други старокинески оружја, борба на пот, борба од поголема, од помала дистанца, клинчи. Колку луѓето кои вежбаат Джит Кундо доаѓаат со желба да научат вештина за да ја употребуваат во реалниот живот и дали Бојан и Златко некогаш се служиле со Джит Кундо надвор од тренинг салата. Се случува некогаш на почеток да доаѓаат момци да вежбаат тука со таа замисла за да се тепаат во градот за да користат тоа Джит Кундо, но кратко потоа после напорните тренинзи мислам дека немаат ни сила, ни физичка, ни психичка енергија да се докажуваат на некој колку се јаки и колку се спремни. Тоа е принципот на пријателство и на другарување во нашиот клуб. Да бидам искрен, до сега речи си че немам користено во приватниот живот и се надевам дека така и ќе остане. Само еднаш имав една навистина кратка ситуација што за среќа добро се заврши. Не би посакал на никој нели да употреби нешто тоа што го вежбаме на тренинг надвор, бидејќи тоа е веќе евентуално значи крајна нужда, нешто кога стварно сите други значи можности се исцрпени. И за самиот крај, кој се може да тренира Джит Кундо? Вратите на нашиот клуб се отворени за сите, нормално. Факт е дека сите оние љубители на борешки спортови што претходно си имаат бавено со било која борешка вештина, многу полесно ќе ги совладаат принципите и техниките на Джит Кундото, меѓутоа вештината е таква модерна и современа, така да брзо влегува во паметот и на најмалите дечиња па до постари луѓе, значи над 50-60 години. Епа слушнавте, ако ова не ви беше доволен мотив за вежбање, тркнете до спортскиот центар Ново Лисиче и уверете се во она што го зборуваа искусните Джит Кундо тренери.